Почитувани мој добар ден, вие го следите најновото издание на Црвена линија. Еме зашто ќе зборуваме токму со вас во ова ново издание. Во Европа цените на природниот газ се во слободен пат, а прогнозите за благи температури ја намалија и побарувачката. Европа навреме има снабдено обилни залихи на природен газ. Паѓа и цената на струјата. А кај нас премиерот Ковачевски даде изјава. Ке се покачи цената на гасот и струјата поради таксата за газ, што од денес Бугарија ќе ја наплаќа. На бирзите цената на гасот и струјата е 3 пати помала од минатата година, а владата најави и покачување на цените за 20%. Тука и секако ќе ве потсетам да не заборавите 100% веќе да не следите на Инстаграм со цел веќе во денешното издание да бидете дел од Инстаграмџи кои што активно учествуваат во нашите анкети. Денешната анкета на Инстаграм стори гласи вака: дали бугарската такса е само изговор за покачување на цената на струјата и грејењето? Тоа на што ве прашуваме на Инстаграм стори, заследете, кликнете на одговорите, опциите се две, едната е да, едната е не, а резултатите ќе ги соопштам секако таму некаде по рекламите, како што впрочем тоа и редовно го правиме. Нема ниту да заборавам да ве потсетам да не следите на социјалните медиуми, како што е Црвена линија Facebook, профилот на Телма телевизија секако, и тука ја објавуваме темата, па задолжително и коментирајте, лајкнувајте и шернувајте. А во продолжение, за да се подготвиме заедно со вас, ќе го проследиме и прилогот на мојата драга колешка Ирена Чачкова. Ако Бугарија не ги ослободи капацитетите од постоечкиот гасовод за да може во земјава да се внесе газ и од други извори, премиерот Ковачевски вели дека правдата ќе ја бара пред меѓународните судови. Бугарија од денеска ќе наплаќа за рускиот газ кој од Газпром преку Булгар Трансгаз влегува тука. Ковачевски вели дека оваа давачка не е во согласност ниту со пазарните принципи, ниту пак со оние на ЕУ и дека заедно со министерот Бектеши реагирали и до Европската комисија. Ако не се исполни барањето на македонските власти, цената и на затоплувањето и на струјата ќе порасне за 20%. Затоа што се работи за неправедно надметната такса, која што нема ништо со пазарни принципи и која што нема ништо заедничко со директивите на Европската унија, иако треба тоа ќе го направиме и пред меѓународни судови. Но Европската комисија до која стигнаа реакција од земјава вчера даде зелено светло за таксата. Според проценките со давачката Бугарија ќе заработи над 1,2 милијарди евра. А сега, драги мои, пред да продолжиме со дискусијата со вас преку нашиот добро познат телефон 02307 0005, ќе додадем уште нешто како подготовка и насока во однос на тоа за што ќе зборуваме со вас. Ќе ве префрлам на Facebook, поточно на профилот на професорот при Технички факултет од Битола, господинот Дејан Трајковски, кој што на Facebook го има напишано следното: ако веруваме во се што ќе прочитаме, можеме само да се сполавиме. Денеска неколку медиуми објавија дека струјата ќе поскапела за 20% поради поскапата такса за трансит на гасот низ Бугарија. Дали ова има некаква логика? Единствената термоелектрана на газ во Македонија е приватната ТЕТО со годишно производство од околу 1600 гигавати електрична енергија. Дел од енергијата тие продаваат на домашниот пазар. Не знаеме по колкава цена, но сигурно е далеку над 53 евра. Веројатно околу 100 евра по мегавати, а дел и се извезуваат. Вкупната годишна потрошувачка во нашата држава изнесува околу 6000 до 6300 гигавати годишно. Во најголемиот случај за нас, доколку вкупно произведената енергија од газ во ТЕТО останува во земјата, тогаш нивното учество на домашниот пазар не би можело да надмине 1600 до 6000, еднакво на 26,7%, а веројатно е значително помало. Моменталната цена на топлинската енергија од газ изнесува околу 40 евра по мегават, што значи дека бугарската такса од 10 евра мегавати би ја кренала цената на гасот за 25%. Бидејќи цената на гасот учествува во цената на електричната енергија од гасни електрани со околу 77%, тоа значи дека електричната енергија од ТЕТО може да поскапи за 0,77
по 25% еднакво 19,2%. При теоретски максимално можно учество на тето на домашниот пазар од 26,7%, во заграда што е многу далеку од реалноста, бугарската такса може да ја зголеми општата цена на електричната енергија во земјата најмногу за 0,192 по 26,7%, еднакво на 5,14%. А поверојатно е дека ќе биде многу помалку. Да заклучиме, бугарската такса не може да предизвика поскапување на електричната енергија за 20%, туку најмногу за 5,14%, а веројатно и помалку од ова. Наравоучение. Или премиерот не знае што зборува, или новинарите грешно пренеле веста, или некој излекол грешни заклучоци, или сакаат да протнат неоправдано поскапување. Електричната енергија во иднина ќе поскапува, ама не поради бугарската такса, туку поради затворањето на нашите термоцентрали, како што видовме претходно. А ние ќе ве подсетиме дека денес сакаме да ве прашаме конкретно дали сметате пред се дека бугарската такса е само изговор за покачување на цената на струјата и греењето. Ако веќе го имаме и првиот гледач на 02-307-0005, ја тука и ќе подсетам, ве молам задолжително намалете го тонот на телевизорот, да зборуваме преку слушалка. Веќе можеме да стартуваме и со ова ново издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој е добро во Црвена линија. Ќе бидам кратка. Па гасот ќе се покачи, струјата ќе се покачи, некому тоа одговара. Ковачевски се труди човекот, еве пред меѓународен суд ќе бара таму за Бугарија. Еве ти шанса, значи избори има, идат, уште еднаш да гласаме за нив. Тоа е голема предност. Толку. Добро, во ред. Благодарам многу, бевте аркуси, секако јасни и топло препорачувам да продолжите да не следите, бидејќи по вас веќе ќе бидат вклучени и останатите гледачи. Па да слушнеме и какви одговори ќе добиеме во ова издание. Добар ден. Дали се слушаме и пред се дали е намален тонот на телевизорот? Добар ден. Ако го имаме гледачот од другата страна, најверојатно имаше нели звуци од неговиот ТВ приемник или нејзиниот, не знам со кого ќе зборувам во продолжение. Уште еднаш ве замолувам и ве потсетувам, намалете го тонот на телевизорот. Токму поради тие причини ќе имате чувство дека не сте вклучени во програма, нема добро да се слушнеме, а што е најлошо, нормално нема да се слушнете ни самите, туку ќе чекате да заврши говорот во ТВ приемникот, а потоа да продолжите вие што и ќе одземе поприлично време. Како и да е, веќе подсетиме дека во Европа цените на природниот газ се во слободен пат, а прогнозите за благи температури ја намалија побарувачката. Европа навреме е факт дека се има снабдено со обилни залихи на природен газ, меѓу другото ќе подсетиме дека паѓа и цената на струјата. Она што се случува кај нас е дека премиерот Ковачевски даде изјава ќе се покачи цената на гасот и струјата поради таксата за газ, што денес Бугарија ќе ја наплаќа. Ќе подсетиме во меѓувреме дека на берзите цената на гасот и струјата е 3 пати помала од минатата година, а владата најави покачување на цените за цели 20%. Оно што денес ве прашуваме во Црвена линија е секако дали сметате дека покачувањето сушност предизвикано од бугарската такса или пак токму таа бугарска такса е според вас само изговор за да имаме покачување на цената на струјата и греењето. Одиме со твитови, еве ќе загриеме атмосферата секако и ќе можете да се надоврзете на она што го пишуваат твитерџи. Ке подсетам, значи до нас се доаѓа, еве во меѓувреме додека читаме твитови, не го покажам овој прв твит, да подсетам дека до нас се стига со телефонскиот број 02-307-0005. Ова е за оние кои што веќе посакаат за прв пат да се вклучат. Змичко, еве што има напишано на 12 септември, всушност е покажана фотографија на која што напишал: да не се забореви
Криминалното здружение, наречено ДПМН, излезе на против поскапување на струјата со оваа кола. Но ајде ние да слушнеме што мислите вие. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Па еве според вас дали бугарската такса е само изговор за покачување на цената на... Чиста фарса на господинот премиер. Ова е само шокантни изјави на премиерот, што апсолутно... Ве слушаме, продолжете. Добро, ова е шокантна изјава на премиерот. Нека престане више создавање вакви шокантни муабети зборови, што вистина народот не депремира скроз со неговите изјави. Чисти фарси, измислици, како сите стручњаци кажуваат дека цената се намалува на струјата, се намалува цената на берзата на светскиот пазар и на гасот, тој 20% само истресено од ракав. Како може така да не се застрене апсолутно во што каже? Па ние сме народ, со вие негови страшни изјави што ги дава, вистина не можеме да издржиме ваков притисок од негова страна. Ако немам одговара да се качува цената на се и се што, и у секое време секој, па дали е тоа зимо или лето или пролет, онда нека си тера по негова, меѓутоа оваа вистина за народот не издржливо. Не као, а што е баш што е тоа као премиер на владата и прв човек у државата. Вистина за народот е ваа шокантно. И можда не е вистина, нема се качи. Комисијата што е за почување на цени, веројатно нема да покачи волку 20%, ама господинот премиер тоа не го интересира, само ќе кажу нервозна фраза некоја таму негова, дека вистина треба да се покачи се преку грбот на народот дојде. Па не ли е греота, не ли сме ние народ греота со минимални примања? Па нека Големо благодарам еве што се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжете секако и вие да не следите, одиме понатаму, телефонот звони и велиме добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, би ве замолиле малку погласно ако може да ве слушнеме подобро. Добар ден. Добар ден, најубав ден и вам. Ради тоа што стварно ова што се случува кај нас е катастрофа. Ова што се прави од страна на владата, тоа е со премиерот, не личи на премиер. Тоа е како децата кога се караат, па за да добиеш лижаче, за да може да се изгласат уставните измени, ќе кажам, Бугарија сега 20 таксата е покачува, поради тоа ќе ја покачаме струјата. Кога имаме ни регулаторна комисија, која што ќе утврдува како и што, према берзата, према сите други околности. Значи, ова е страшно како мисли владава и премиерот, како да ние, да не кажам вулгарен израз, како да не јадеме леп, фала Богу уште го имаме, али со оваква влада ќе бидеме на просјачки стап. Значи, тотално сака да не уништат, а да се земат тендери и мендери, да се збогатат колку се може повеќе со тие зголемување на даноци и на терет на народот. Ова е страшно, се случува нигде во светот, ова не се прави, само во нашава држава. Ние сме бетер и од Африка и од други сиромашни земји во кои што се наоѓаме, тамо бара можеби постои стварно тешкоти за храна, али ова нас принудно не тера да бидеме просјаци. На кои ситуации во таква убава земја што може да се развие со индустрија, со све, како што викаат некои огледачите втора Швајцарија, ние станавме најпоследна во Европа. Големо благодарам и за вашето јавување во Црвена линијата. Слушнавте досега гледачите какви одговори дадо на нашите прашања. Секако сакаме да слушнеме што повеќе од вас. Добар ден. Ајде, добар ден. Секој е добро од Црвена линија. Поздрав до тебе, Тина, до цела екипа и до сите гледачи и слушатели што се јавуваме. Големо благодарам. Ова му е едно алиби. Да го вратиме филмот пред 2-3 дена, парното што се качи 5%. Све тоа е испланирано. Бислимовски, од кого е наместен? Од владата. Значи, владата си мести своји луѓе и ќе му координират како да прави, што да прави. Да коментирам само малку изјавата во контекст на што даде вчера председателот Пендаровски. Значи, за судскиот совет за судиите и ке со помош на странците ќе да тие да помогнат да стават. Не само за судскиот, општо за државата треба нас странци 5 години да не водат.
Па ќе се оправиме, ќе видиме дали струјата е поевтина на европска берза, плино дали поевтин. Значи испаѓа дека ние не сме кадри сами да се водиме. Еве сега интензивно се зборува пак за Чевре Галиште, на грците ќе се даде само еден подпис да удрат, па грците после ако му поништат, па ќе не удират пенали во Страсбург, Мазбург. Значи не сме кадрни ние да водиме ова држава. Зато вие телевизиите сите една координација да направите странци некои да дојдат, дали германци или французи, холанџани, иначе вака само јадови ќе се ствараме. Има попаметни од мене што следат колку е гасот на светска берза, колку е на ова, а нас само качува. Затоа одговор на ова значи само едно алиби му е. Благодаря многу за вашиот одговор на нашите прашања. Одиме понатаму. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Па, што да кажам? Знаете дека ќе ги напаѓам, ќе ги гледам, дека ќе ги девалвирам, не вредат, ајде да не кажам, бетероско. Навикнати се овие борам за власта, и овако парламент, све парламентот е бело. Значи, овако бади, се додека не ги подобни туѓа вошка, прашање туѓата вошка, ги пари да субвенции, помош или било што, не ги бива сами да направат пари. И како ги просперират, удири данок, активни на тоа, значи, разни начин, ангажирај полиција, нека стојам да казни да почуе и така да дојде до пари. И сега нормална ствар, горивото ќе биде тапо, затоа што ништо не сме произвели да можеме ние, да можеме со пари што сме ние заработили да си купиме гориво, него да ми диктира некој друг, така да ја функционирам да бидат. Одавна овие манипулации со овие берзи, значи берзите таму што се се, тие идат на некоја реална основа, јазитата на спекулација, ама предположено реална основа, значи има вишак гориво, ако се сеќаш има година, дури нема да го складираат горивото и резервоари, се бара опции како да го складираат, значи дека гориво има доволно, него овие не ги бидјава, и ги ја држат по цената, немаме домашни производ познат. Благодарам многу за јавувањето и подсетување само за оние кои што допрва ќе ги слушнеме во црвена линија. Внимавајте на тајмерот, мерете го времето, 90 секунди за секој излагање. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Јас предлог ќе ви дадам еден. Слушаме. Овие наши што се пратеници во собранието, предлагам пред секоја седница, бидејќи многу ги качија платите, на нас пензионерите не оставија на патос, предлагам, ако не повеќе, по 500 денари да ставаат пред секоја седница во една кутија и да си влезат да седнат на нивните места. И после нека дискутираат, нека качуваат струја, вода, све што треба. Ако не по 500 дарка нека остават. Интересен, верувам дека ќе го слушнат предлогот со оглед на тоа што црвена линија Јас прв пат се јавувам сега кај вас, а инаку постојано ве гледам. Драго ни, верувам дека постојано ќе бидете дел од сите оние кои што активно земаат учество во црвена линија. Да. А и ве кажете ми, како ви се чини, дали бугарскава такса е само изговор за покачување на цената на струјата? Да, мислам дека е тоа како оправдание за тие грешки што ги направила владата. Затоа што, да речеме, може комотно од Грција да увеземе ние, ако сакаме, ако имаме пари така, можеме од Грција да увеземе нафта или се што ни треба. Блискиот исток сега е зафатен со војна, меѓутоа тоа нема вечето да трае. Ќе се смират ситуациите. Така да, моето мислење е такво. Големо благодарам на иве што го споделивте и вашиот став и мислење секако со јавноста преку црвена линија. Продолжете и да не гледате и секако да ве слушаме во секое наредно издание на црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете и вие сте во црвена линија. Благодарам. Значи, гасот поевтини 3 пати од лани, а струјата 10% 20%. Да, ама лани беше субвенциониран гас. Значи, струјата беше субвенционирана. А сега,
Што зборуваме ние за гасот, кога 1/4 од капацитетите само тето произведува на газ, другата четвртина е од хидроцентрали, а лавовскиот дел е од термоцентралите со делумно увезен јаглен и избогатен со нафта. Па ние сме целосно зависни од увоз на производство на струја, ме разбирате ли? И сега ги слушам овие стручњаците, после 30 години им текнало, зашто грчка фирма ќе го гради Чебрен. Па што правевте, бе, господа, 30 години, тезги и таму провизии, што правевте? Сега, тој што инвестира, имате ли милиарда? Немате. Па тој што инвестира, че треба да си ги врати тие пари, си зима концесија, а струјата од хидроцентрали е наевтина, централите не застаруваат. Бетонот после 50 години постигнува максимална носивост. Значи, централите само се обновуваат, гледајте го вруток таму Маврово. Само се репарираат и се обновуваат, имате без пари струја еколошка. Значи, да се направи Чебрен, да го имавме сега, ќе бевме царои. Четвртина од производството на Македонија ќе го задоволеше. За 7 години, белким, која ќе влеземе во Европа, ќе имаме и повеќе струја. Благодарам. Благодарам и вам за јавувањето. Ете, слушате до сега што велат нашите гледачи и сега ќе слушнеме и до прва што ќе биде одговорено на нашите прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Сега, да бараме, ние сега го бараме виновникот што дојде на Нова Девеđe. Ние сме сите виновници од државата. Дозволивме држава со сите ресурси ја испустивме. Фирмите ги зедо, мангупи ги распустија. Кажете ми сега мене вие, дали поминал некој да ги види комбинатите, Зик Пелагонија, Зик Прилеп, Лозар Битола, тоа е сето пустош направено и сега се плаши се баремо каде пари. Чебрен и Галиште беа договорени да се градат од кинезите, ама Љупчо Георгиевски, кој трчавте да го избера цел народ, човекот лежар во Бардовци, без такви коментари, ве молам, без навредливи зборови, молам. Ојде во Тајван, добро, ајде го навредим. Ојде во Тајван, го призна Тајван, ќе му даде 1 милиарда и кинезите се повлеко и не ги изгради и Чебрен и Галиште. Иначе сега ќе бе обезбедени. Никого да не бараме виновниците се тука и седнати се изема убај плати. Да се вратат сите што купија фирми приватизацијата, да врата парите на државата и да и разработа фирмите. Иначе бадијава сега си кажуваме прикази, те ова скапо. Тек ќе биде скапо. Тек ќе осетиме што зна. Благодарам многу за јавувањето. Подсетувам, внимавајте само на тајмерот, се исклучува на 90-та секунда. Добар ден. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. И малку погласно би ве замолила, подобро да ве... Добро. Јас не го напаѓам Ковачевски. И што сакаше да речи, значи за Љупчо, што ги имаше само притисаците, не можеше да ги издржи како човек. И јас сум лежан, да речам, сум лекува. Ама Груевски и Ѓорги Иванов имаше понуда за... Ме слушате? Така, продолжете. За темата да говорим. Да, имавме Груевски и овој, како се викаше, Ѓорги Иванов, имаше предлог за нуклеарна енергија. Значи, го викнеа Путин, значи дојде Заев, господ Заев, и го одврати Путин, значи да не ни се меша во внатрешните работи. Инаку ќе имавме бесплатен газ. И ќе имавме нуклеарка. Бугарија, зошто не му понуди на Грција, зошто не му понуди на Србија, зошто не му понуди на Унгарија? Рече, ваша ќе биде. Значи, ние пола ќе ја плаќаме нуклеарка во Источна Македонија, значи, до спрема Бугарија, ќе имавме нуклеарен центар. И ако се распаднати и фабриките, значи со помош на соседите, што имаме, значи, симпатизери, што не сакат луѓе од Бугарија и од Грција, значи ќе имавме помош, ќе направевме то. Не е сега, пропадна фабриките, сега готово, се е пропаднато. Не, значи ќе продолжиме напред. Има нови идеи, има нови се може да се направи. Само не е во мои раце. Иначе јас да бев тука, значи секој беше на народот што му смета, ништо ќе...
Благодарам многу за јавувањето. И колку за подсетување, конкретно оно што сакаме да слушнеме од сите вас, дали ви се чини дека бугарската такса е само изговор за покачување на цената на струјата и грејењето? Добар ден. Добар ден, Раде Василев од Кавада. Голем поздрав до вас, повелете. Вака, во темата ставено дека 3 пати е помала годинава цената на електричната енергија. Ама требаше тогаш, ако така споредувате, да ставите цената колку беше минатата година. Дека не е нормално многу висока цена и не основано беше минатата година електричната енергија покачена. И затоа сега така иде дека 3 пати помала однос на минатата година. Не е нормално висока беше цената, затоа е така толку помало. Овде кај што се однесува до 20% бугарскиот, нема да биде 20% покачување на природниот газ, бидејќи тука бугареци барат за транспорт, за транзиција преку нив, тоа се законски му следува. Ако сакат си го барат и си го барат и си го добиват. Тука не можеме ништо против това. Поради рускиот газ што транзитира преку Бугарија. И сега дали ќе биде 20%? Не. Покачување, тоа е само надуени цени. Негде околу 50% може да се покачи. И се покачува, тука се работи за не за берзанската цена. Она пари што се дава, што транзитира гасот из Бугарија. Се плаќа там колку треба да се плаќа такса и таа такса е вметна во цената. Не е покачување на гасот онака од берзат. Јас не знам колку ги пратите и вие и другите луѓе. Берзанските цени. Таксата се плаќа за газ. А електричната енергија не може да споредува со минатата година. Ненормално висока беше цената. Еве, ние ќе подсетиме уште еднаш дека на самиот почеток на ова издание на Црвена линија не случајно го прочитавме и статусот на господинот Дејан Трајковски, кој што воедно е и професор на Техничкиот факултет на Битола, за да слушнете еве видување од страна на човек кој што е експерт во својата област. Како и да е, токму поради тоа ве прашуваме и вас, како ви се чини? Дали бугарската такса е всушност само изговор за покачување на струјата на цената и грејењето? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Премиерот управо е. Не 20-40% он сака да покачи. Женом ли има фотофонтази? Неговата струја, што ќе произведува жена му, фабриката, за струја, може ете. Затоа сака он пари да испери. Инче со Бугарија нема врска. Сегде намалуе, он се качува. Тоа е, нема шо. Не лаже цел 6 години. И со лаги, што сака, тоа не прави. Цените си намале дупло и качи. И сега жен му има фабрика, леле, он не е помагал. Пари не е давал за фабрика. Он сака жена му да продава по-скапа струја и затоа е тоа. Бидете поздравени. Благодарам многу, бидете поздравени. Ви уште еднаш се разбира, ќе ве подсетам, останете со Црвена линија. До сега слушнавте еве многу излагања, одговори, па може би и вие ќе надополните, може би ќе се сложите со некој од гледачите до сега, а може би ќе слушнаме некое ново видување. Добар ден. Ало, добар ден. Повелите... Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Поздрав за телевизија Целма. Поздрав и до вас. Ова тема, сега што ја слушаме, за таксите на бугарите. Ова се изговори како да покачат струјата. Како може да измислат финти и трикови само да си го пунат буџетот од народ? Ова не. Ова до сега не сме слушнали вакви такси-макси со бугари. Абе, ова се финти бе, се. Само да го напунат, да го плачкат народот, да се богатат, а што ви тоа живот нема ништо за ни живот. Централата на заеп од 18 години каде е? Зошто не функционира? Централата на Ковачевски од каде?
Овај од Ковачевски нелегитимно премиер што изиграва, нелегитимно. Црна Гора татко му амбасадор да е Да дипломата. не коментираме се приватни состојби. Гледате... Така е бе, како ова лаги се бе, пинташи бе. Како да, еве, одамна не се случило, се разбира да мора да подсетиме. Имаме разбирање, може би да бидете и револтирани, разбираме дека зборуваме за теми кои што не засегаат сите нас. Но секако треба да се има во предвид дека сме емисија намената за целата публика и нашата етика е секако подсетување дека црвената линија задолжително реагира. Ке подсетиме, имаме гледачи и тоа голем број кои што секако ќе го кажат својот став, но ќе го избегнат употребата на коментирање од типот навредливи зборови, говор на омраза, говор кој што алудира секако на насилство и ве молам, она што нас не треба е само одговорот на прашањето денес, дали според вас бугарската такса е само изговор за покачување на цената на струјата и грењето? Добар ден. Добар ден. Повелете. Нормално се знае дека е само некоја они само гледаат некако на некој начин што е сега ќе плаќаме ова како патарина за струјана, што плаќаме сега патарина за гасот. Така доаѓа, значи тоа е патарина од Бугарија додека да дојде кај нас 20%. Па ја не знам сега ако речам некој збор патологија, патолошки случаи, ова не знам како друг ше више да го наречам луѓето, што не мислат нас ние. Значи, каде е Александрополос? Нели Заев Александрополос само инвестираше за овако за гасот во Грција? Каде? Нели е тоа државна база? Не беше тоа на негова лична? И колку години, што ќе биде како? Значи, ова е едно играње со народот, значи, човек не може збор да не каже некој лош. Значи, такво понизување на народот, таков револт прават, ова е до каде мислат додат, како мислат додат, дали овие луѓе размислуваат, дали овие луѓе мислат, значи само мислат што повеќе пари да земат и да се нафатираат. И да ви кажам, ние дека Македонија бетер од Монако сме, тие сите овие што покачуваат, што земаат цени пари, ни даноци плаќаат, ни ништо. Они овдека, брате, живеат за нив Македонија и Монако. Ништо не функционира, ни еден закон, за нив ништо не важи. Струја да падне, молим се, овакво, кај нас ништо не паѓа кога поевтинува на берза. Ја не памтам нешто да е поевтинат ако на берза паѓа. Ако се покачува, ние сме први да покачиме, а да сим не доаѓа во предвид. Благодарам многу за јавувањето. Еве и неколку од коментарите кои што секако се под објавата статусот на професорот Дејан Трајковски. Еве, ова е коментар кој што припаѓа на Даниел Јаневски, кој што напишал: баш ти мисла дека никој ништо не разбира, сака да најдат оправдување за идно поскапување на струјата. Па еве и ние ве прашуваме меѓу другото дали ви се чини дека бугарската такса може би само изговор за покачување на цената на струјата и грењето. Добар ден. Добар ден, убава Тинка Детелинка. Благодарам. Добар ден и секој добро. Во црвена линија сте. Јас би сакал да кажам нешто во врска со вашава тема. Да слушнеме. Дали се сеќавате вие дека Македонија од поодамна е предплатена да биде како крава музара, а тука цехот го плаќа народот. Па пред да си замине нашиот бивши премиер, оној од Струмица тамо, дали се сеќавате колку пари даде на грците? Не знам дали беше тоа во илјадници евра или во милиони евра, и образложи дека тоа ќе служи да добиваме некоја струја поевтина за стално. Каде е таа струја? Претходниот, првиот премиер Љупчо Ѓорѓиевски, не првиот, Љупчо Ѓорѓиевски ја продаде рафинерија со образложение, со, како да кажам, обавеза да купува повторно од таа рафинерија и ако не купи,
да добива некој кази, што добивме 2 пати по 37 милиони евра каза од меѓународни судови. Овдека, мислам дека луѓето кои ја водат државата. Благодарам многу за одговорите. Само име подсетувам особено за следните кои што ќе се вклучат, како и новиот гледач. Внимавајте на таймер од 90 секунди. Добар ден. Добар ден и убав ден вам и на вашата. Благодарам, убав ден и вам. Ви се чини ли на дека вашата екипа. Ви се чини ли дека бугарската такса е само изговор за покачување на цената на струјата за грејењето? Не е изговор. Тие ние си ги дадовме прво. Намалете го тонот на телевизорот. Еве готово. Ова не е изговор тоа. Ние си ги дадовме прво прстите, а после целата рака ние си ја дадовме на вересија. Зошто мислиме дека тие бугарите или било кој и јас би направил така, па да ве уценам. Тоа е уценување, а не е така како што треба. Јас или ке по моје ке биде, ја така знам, или нема да биде. И вие ке патите додека вие не ни се поклоните. А ако ни се поклоните, тогаш ке биде така, а не е изговор. Тоа е само така. Тоа е уценување на се. Бугарите тражат многу работи, ама ние сме склони се да дадеме. Ние си го дадеме и името, си го дадоме и статутот сега ќе го стават. Дали тоа значи дека според вас токму бугарската такса ќе биде причина за зголемување на цената на парното и Тачно е тоа. На грејењето и струјата? Да. И ќе биде. Се додека ние не се свестиме. Ние така ќе одиме. Додека не ни дојде памета. А дојде ни памета, ти отиде кумот. Благодарам многу и веќе прочитам уште неколку коментари. Светлана Коларик има напишано, па мислам дека премиерот не знае. Васко Гичевски има напишано, јас мислам дека ова е само алиби за поскапување. Мора од нешто да се финансира СМ кој е загубар. Александар Тасовски напишал, Васко Гичевски, сушност нему му се обраќа, а некој мора и да плаќа за западниот нефункционален дел и ненаплатениот долг за струја на цели реони, но и за загубата на струја од мајнинг на крипто. Да не го заборавиме Бајрам Джуниор, што правеше во градски трговски центар. А вие што мислите, дали бугарската такса е само изговор за поскапувањето на цената на струјата и грејењето? Добар ден. Добар ден. На Телма телевизија? Да, на Телма телевизија и тоа во црвена линија. Повелете. Да. Видите, нашиот Генсек Рашковски рече во своето излагање, покако тужилаството, обвинителство обвинуваше за криминал, рече дека треба да каже стручно, не се разбираат луѓето кај нас во ништо. Сега, на берзите ние немаме ништо од берзите за поевтинување. А друго, например, да имавме 3 афери со присуствување. Тие тајкуни се обогатија, Мјалков, Сренчи, Четврти... Темата ни е дали сметате дека бугарската такса е само изговор за покачување на цената на струјата? Не е изговор. Не е изговор затоа што Западот е целиот против Русија. А тој е руски газ за Македонија. Нема тука што да бараме, готово е. Значи, секоја ситница Европа е пазит и на Бугарија чак и кажуваат ќе заработат 1,3 милиарди. Тоа е вистината. Бугарската политика си се води со Европска Унија. Тие им наложиле тоа да го прават. И благодарам многу. Благодарам многу и ние ви велиме вам за вашето учество. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Повелете, во црвена линија сте. За ова темата што ти е точна,
Тоа е сето наместено од Европа, нема да мислите дека е тоа случајно. Меѓутоа, и да е тоа така наместено, сепак тоа иди преку Унгарија, Србија и надолу. Дали се слушаме? Да, таа такса дури е намената и за Србија и за Унгарија. Па што па кажав, значи, може да се каже и инаку. Меѓутоа, проблемот кај да се друг. Бидејќи ова е дискутабилно прашање сега да осмениме името, и сега тоа е тоа, дури и сами гледате, ако гледате на другите телевизиски куќи, што кажува Исмет Равнодани, веќе станавме малцинство во сооднос со ним. А сето тоа му помогна НАТО и ВМРО и СДС или македонските партии. А дали ве верувате дека токму бугарската такса ќе направи поскапување од 20%? Да, па сигурно, тоа нормално си е. Ако нешто не можам јас ако го купам две да ви го продам едно. Тоа е нормално за мен дека ќе направи. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Меѓутоа и тоа ќе ги издржи што ни сервира таа Европска унија. Имате уште некој 25? Добро, па ако сака дека не обеси таа Европска унија, али повеќе не можеме да ја толерираме. Тоа е веќе абсурд да ја толерираме таа Европска унија. Мајката ни е. Зошто вакви зборови на самиот крај? Јас еве пред да ги споменам рекламите, јас ве замолувам, целосно сум благодарна бидејќи имам прекрасни и гледачи, никогаш вулгарни, така да еве веќе во утрешното издание ќе ве посетам да колку и да сте гневни, сепак покажете дека речникот оној кој што ве представува. Така да сега, драги мои, дојде времето за реклами, а по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Сега доаѓа моментот кога ќе ви ги соопштам и резултатите од Инстаграмџи. Секако топло препорачувам веќе во утрешното петочно ново издание на Црвена линија да бидете меѓу нив и да учествувате активно во анкетата. Што се однесува до денешната анкета на прашањето дали бугарската такса е само изговор за покачување на цената на струјата и грејењето, со да одговорија 88%, додека со не одговорија 12%. Оно што секако можам да најавам во однос на продолжение по Црвена линија, пред се да им се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во овое издание, но и многу драго ќе ми биде истите вас да ве слушнам и во поинакво расположение. А тоа расположение ветува покачување на адреналин од среќа и радост, значи не покачување на адреналин од 20% поскапи сметки, туку покачување на адреналин од освојување главна награда. Денес во игра, драги мои, за четврток е телевизор. Знаете како викам јас? Телевизор. Тоа ќе го направиме со вас нешто подоцна, па и да ве подготвам за да се освоите, например, многу награди. Запишете ги следнива прашања. Што се синус, лимес и секанс? Коскиот, човечкиот скелет или тригонометриски изрази? Потоа имаме и вакво прашање, во кое море потона руската подморница Курск? Има и ова прашање, кој е третиот астронаут во Аполо 11 покрај Нил Армстронг и Едвин Олдрин? Еве ви уште едно прашање, на кој стадион игра екипата на Валенсија? Одговорите точно ќе се ги најдете на Google или ќе се распрашате по дома, а ќе ми ги кажете за многу кусо време во Заврти на Телма. Денес подсетувам, доделуваме телевизор. Ајде да го освоим.